Во Музеј на град Скопје во тек е изложбата со наслов "Низ фотографскиот објектив на Македонида. Уметноста на средновековните цркви во Охрид и Охридско", која е отворена за посетителите до крајот на месецов. Градот Охрид во средниот век бил еден од најзначајните уметнички, административни и духовни центри на Балканскиот полуостров. Охридската архиепископија во средниот век била значаен црковен и религиозен центар во христијанскиот свет. Денес црквите во Охрид, со нивната архитектура и фреско живопис, представуваат значајно културно и религиозно наследство во целата православна екумена. Исклучителен пример е фреско живописот во црквата Света Софија од 11 век, кој е најголем и најдобро сочуван византиски фреско ансамбл од тој век во светски рамки. Охридските цркви се дела на анонимни архитекти, а фреските кои ги красат зидовите во нив се дела на непознати, но и многу познати зоографи, како Михаил, Евтихи и Јован Теоријан. Фреско живопис од овие зоографи може да се види и во други цркви на територијата на Македонија, но и во други делови на Балканот. Денес Македонската православна црква, Охридска архиепископија, е историски, религиозен и културен наследник на средновековната Охридска архиепископија. Ова религиозно и културно наследство од секогаш играло клучна улога во градењето на идентитетот на македонскиот народ во континуитет на целата негова долга историја. Фотографиите од оваа изложба се дел од фотографската архива, тоест од книгата Seven Churches in Ohrid, издадена од Сдруженијето на граѓани Македонида во 2022 година. Во Музеот на град Скопје во тек е изложбата "Низ фотографскиот објектив на Македонида. Уметноста на средновековните цркви во Охрид и Охридско". Изложба која што привлече голем интерес уште од самиот ден на отварањето на истата. Што е тоа што е толку значајно и толку привлечно во оваа изложба? Па, знаете како, интересно е да се коментира, станува збор овде тоа што е изложено. Овие 50 на фотографии се однесуваат на малку од архитектурата, фокусот е пред се на фреско живописот, на 8 најзначајни цркви во Охрид и надвор од Охрид е црквата Свети Наум, манастирот Свети Наум. Меѓутоа, некои од овие цркви не се толку многу посетени од публиката, од Скопје, од Македонија и воопшто, а и тие што се вака на едно место собрани, има интерес за публиката, од страна на публиката и секако представува една многу важна мисија на институции како нашата, како музеот, да се промовира ова наше културно наследство, овој сегмент, по моје длабоко убедување, е најзначајниот сегмент на македонското културно наследство. Уникатна е можноста да се видат овековечени низ фотографиите што се тука изложени толку многу мотиви од фрескописот од црквите во Охрид и Охридско. Фотографиите се веќе претходно објавени и во едно убаво издание, една книга која што минатата година беше реиздадени, за која што исто така постои голем интерес. Да, ова е книгата за 7 цркви во Охрид на англиски јазик, за сега само на англиски јазик. Таа издадена е од Сдруженијето Македонида, со кое што музеот соработува долги децении. Меѓутоа, самото издание на ова книга Водич, од кој што се иземени всушност фотографите кои што се овде презентирани на оваа изложба, е резултат на долгогодишната активност на оваа организација за промоција и заштита на токму овој сегмент од македонското културно наследство. Таа е реализирана благодарение на поддршката од страна на фондацијата
Ричард Дрихаус од Чикаго, со кој што јас лично имав можност да воспоставам контакт и кој што долги години ја помагаше ова организација и токму тоа во овој сегмент, така да се издадени 7 книги вакви водичи, повеќето со помош на Фондацијата Ричард Дрихаус, има една издадена за Скопје со помош, со поддршка на Министерството за култура и имаме една книга издадена на француски јазик и во наредниот период се предвидува да се продолжи со оваа дејност на промоција и на заштита на културното наследство. Битно е овде да се потенцира дека оваа изложба ја користиме исто така и за промоција на веб интернет страница на која што се реализира исто така со поддршка на Фондацијата Ричард Дрихаус, за која што ги представува сите византијски цркви, има вкупно 28 на број во регионот на Охрид и Охридско, кои што се прикажани на еден современ начин, со тоа што се дава акцент на нивното културно значење, на нивната сегашна состојба и потребата за евентуални интервенции по некоја хиерархија. Секоја од овие фотографии зборува сама за себе, но она што не се гледа на фотографиите, тоа е пристапноста или можеби подобро да речам непристапноста на теренот и многобројните предизвици со кои што се соочува фотографот кога треба да ги забележи сите овие мотиви што ги гледаме тука. Да. Што значи дека е многу специфична таа изработка на фотографиите. Секако станува збор за професионален фотограф, документалиста, кој што меѓу другото е доктор по археологија и се занимава и со многу други работи, со кој што оваа организација јас лично и музеот имаме соработка долги години. Тоа е доктор Мишко Тутковски, организатор на изданието и на изложбата и историчар на уметност Гордана Велков, а главен соработник е магистар Владимир Таневски. Инаку ова изложба се реализира со поддршка на Министерството за култура на Македонија, морам да нагласам. Сега станува збор, кога зборуваме за црквите во Охрид, овде се прикажани и помали цркви кои што ти се сите опфатени во таа интернет страницата. Меѓутоа и дури во овие 8 цркви имаме помали цркви кои што некои се релативно во добра состојба и се достапни во Вараш, во самиот град, а некои како на пример црквата Мали Свети Врачи, која што исклучително убави фрески од 14 век, а такви има и повеќе други цркви и понови, а има и вакви византиски, кои што не се достапни, отворени на публиката, така да тоа е еден голем проблем и кој што бара едно решение. Можам да кажам како е тоа, например, реализирано еден интересен пристап во Костур, во Грција, во Македонија, во Грција, од другата страна на границата, нели, таму има многу повеќе значајни средновековни цркви, има направено музеј кој што представува каса на црквите. Тоа значи што тие луѓе што се заинтересирани да ги посетат, има неколку водичи кои што се ги имаат распределено и план кој за која црква е одговорен и тие ги чуваат со себе клучевите на црквите. Луѓето што кога ќе дојдат во музеот, каде што има една колекција на икони, која што е интересна, не е толку вредна колку тие колекции ние што ги имаме, меѓутоа е многу значајна, а она што е битно е представени се во цртеж црквите, архитектурата, на еден така малку старовремски начин, меѓутоа мене многу ми се допаѓа, во молив се цртежите и секој може, кој што е заинтересиран од тие цркви да се обрати во музеот додека за време на додека работи музеот и да ги добие
со водечот да оди да ги посети црквите. Значи, постојат решенија кои што не се многу комплицирани, меѓутоа апсолутно се необходни за да може навистина ова да повторам, најзначајно културно наследство што го има Македонија да и биде достапно на јавноста. Изложбата останува отворена до крајот на месецот, а влезот во Музеј на град Скопје е бесплатен.